Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги и пратеници, почитувани медиуми. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на деца беше донесен во една процедура спротивна на Деловникот за работа на Собранието на Република Северна Македонија и наместо во матичното тело каде што требаше да се разгледува овој предлог на закон, каде што му е место, тоа е во Комисијата за социјална политика, млади, демографија и млади, беше разгледуван во комисија која што нема ни една допирна точка со овој закон, во Комисијата за труд, економија и енергетика. И иако на самата седница од страна на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше укажано дека се крши Деловникот за работа, меѓутоа мнозинството од пратениците од позицијата не го прифатија нашето укажување и добро е што имаме укажување од страна на претседателката на Република Северна Македонија, која што со своето укажување вели да се преиспита донесувањето на овој закон со нотирање на ставовите и одредбите кои што се спротивни на Уставот на Република Северна Македонија. Од тие причини, како пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно заедно со коалицијата, предложивме два амандмани на овој закон. Во делот на членот 9 од предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, предлагаме ставот 2 од членот 9 да се избрише, односно ставот 4 од постоечкото решение на самиот закон во членот 177, со што би постапили по укажувањето на претседателката на Република Северна Македонија, меѓутоа и би го испочитувале Уставот на Република Северна Македонија. Во делот на следниот амандман е во насока на членот 10 од постоечкиот предлог на закон, кој што се однесува на членот 177б од постоечкиот закон за заштита на децата. И нашиот предлог со поднесениот амандман е да членот 10 се брише, со што ќе го испочитуваме и укажувањето на претседателката на државата, меѓутоа ќе го почитуваме и Уставот на Република Северна Македонија. Благодарам.